Ова конкретно лице воопшто нема работено во дискриминација, што е првиот промашување на првиот законски услов да се биде член на комисијата. Второто кое што подоцна се случи беше дека уште една невладина организација, Молекуја, мислам дека се вика, така е називот, објави веќе постоечки текстови од Синани во кои што тој ги изнесува своите ставови во однос на тоа што значи феминизмот, што значи еднаквоста на жените, како сите овие што значат правата на ЛГБТ заедницата и како сите овие работи всушност значи дека го уназадуваат општеството. Комисијата има две клучни улоги. Едното е превенција, другото е заштита од дискриминација. Во превенцијата е од подигнување на свеста, нели, од кампањи, сензибилизирање на јавноста, носење на општи препораки и така натаму, а заштитата е кога граѓаните индивидуално поднесуваат представки до комисијата и ние ги решаваме истите. Вие бирате, кажи речи преку ноќ, човек за кој што излегуваат во јавноста дека дава изјави кои што се мизогинија од најлош калибар. Тоа не е само напад врз феминизмот, тоа е напад врз еднаквоста на жените и еднаквоста на ЛГБТ луѓето кое што сегашниот веќе член на Комисијата за заштита од дискриминација го гледа како закана за човештвото и пропаст на цивилизацијата.